Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта. Знаете ли како шеќерната болест влијае врз видот? Окото е еден од органите што најчесто страда кај дијабетичарите. Промените некогаш може да бидат мали, но во најтешката форма доведуваат и до слепило. Меѓу најкомплексните компликации е дијабетичната ретинопатија. За каква болест станува збор, какви се последиците и можно ли е нејзино ставање под контрола, ќе ни појасни гостинката што е денеска во студијето, а тоа е доктор Билјана Костовска, офталмолог и хирург во систина офталмологија. Докторке, добре ни дојдовте повторно во студијото на Телма. Добар ден, Марија, навистина прекрасно е повторно да сме во вашето студио и тоа повторно без маски. Да, тоа е исто така еден убав дел. Да започнеме, докторке, со оние благи варијации на шеќерот во крвта. Дали и тие може да создадат проблеми со видот? Дали дијабетесот тип 1 и тип 2 подеднакво се одговорни за нарушувањата на здравјето на окото? Прво би спомнала зашто го збориме дијабетот. Дијабетот е многу чест, особено во Македонија, секој трет човек, значи има дијабет. Ако ние во собата сме тројца, еден од нас тројца е потенцијален дијабетичар. Најчесто се јавува кај над 40-та година, да кажем, кај возрастните, да не збориме за детскиот дијабет кој што е вроден и така натаму. Да, дијабетот може да се јави со благи симптоми, дури и пациентот и да не знае дека има дијабет, да дојде на офталмолог или на очен доктор и да праша зашто ми се црвени очите. И тоа се постојано црвени, розеникави очи, кои што буквално личат како одредени плачливи очи. И колку и да ставаат капки, дали се тоа вештачки солзи, дали се антибиотик, тоа не се смирува. Кога имаме такви пациенти, верувајте многу често, значи она што прво го правиме, тоа ги праќаме да проверат гликемија, крвна слика, доколку ги исклучиме секако сите други фактори за црвено око. Да, може да се јават тие благи симптоми, како што кажав, покрај црвеното око, друг симптом е појава на катаракта или заматен вид. Зашто? Затоа што дијабетот е во суштина циркулаторно метаболно заболување кое што ги зафаќа сите органи и предизвикува прерано старење како на окото, така и на сите други делови од телото. Значи заматување на видот или падот на видот кај пациентот заради појава на катаракта која што исто така хирушки се решава и промени на очното дно. Промените на очното дно може да бидат од многу благи, дури и неприметливи, до симптоми, односно промени на задниот дел од окото, кои што понекогаш ние за прв пат, на жалост, ги гледаме и го праќаме пациентот да се испита на ендокринолог. Велат најтешка компликација е дијабетичната ретинопатија. Тие се тие промени на очното дно? Точно така. Промените на очното дно предизвикуваат губење на видот, кое што се јавува од периферија према центар и пациентот воопшто тоа не го ни приметува дека се случува. Они кои ќе дојдат кај нас тоа постепено намалување на видот го навикнуваат и не приметуваат се работи. Сепак за возрастни особи кои што се над 60-та година сметаат дека имаат катаракта или возраста е причина дека имаат намалување на видот и не се јавуваат веднаш на доктор, а воопшто не го приметуваат дека имаат слабење на организмот, дека изгубиле некоја килажа или дека постојано пијат вода, дека се потат навечер. Има некои симптоми кои што кај дијабетот не покажуваат дека воопшто и постои такво заболување. Дали овие промени на очното дно се случуваат преку ноќ? Ако некој стане дијабетичар, да речеме во овој момент, ќе има ли вакви промени за година, две, или е потребно да помине повеќе време од болеста за да се случат компликациите? Убаво прашање, Марија. Денеска тоа се обидовме со студентите да го расчистиме. Многу е важно пациентот кога ќе се дијагностицира дека е веќе дијабетичар, да се испрати на очен доктор. Доколку се испрати на очен доктор, ќе можеме да видиме дали се работи за почетен дијабет или веќе тој дијабет бил претходно година-две не дијагностициран и се јавиле промени на очното дно. Доколку шеќерот бил присутен подолго време, толку и промените ќе бидат поголеми на очното дно и намалувањето на видната функција. Кои симптоми треба да ги загрижат дијабетичарите и веднаш да се во однос на видот зборувам и веднаш да се јават на офталмолог? Дијабетичарот, покрај тоа што ќе прави редовни контроли, мора да се загрижи доколку има пад на видот. Тоа може да се случи наеднаш или постепено, како што реков, наеднаш, тоа е веќе сериозно.
значи дека промените на очното дно се изразени со поголеми крварења, појава на нови крвни садови кои што предизвикуваат обемни крварења и комплетно губиток на видот. Што значи тоа? Пациентот тоа го објаснува како ја ништо не гледам. И пациентот доаѓа во паника и јас наеднаш ништо не гледам. Меѓутоа, ако ќе го видите и другото око има промени од дијабетот и знаете дека не е тоа состојба која што била за една ноќ, односно крварењето се случило за една ноќ, меѓутоа претходно постојат одреден стадиум на развој за да дојде до тој степен на комплетно губење на видот. Имат ли проблем со летечки мушички во видното поле? Понекогаш да, летечки мушички, меѓутоа тие се малку појаки, поголеми како одредени партали. Некој го гледа како крв, а некој го гледа како црни дамки во видното поле. Значи, кога гледаат во нашата телевизија, може би мене не може да ме познаат вас, и така, делови од видното поле не го забележуваат. Можеме да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитувани 3076-677 е телефонскиот број на кој што може да се јавите, да се вклучите во програмата на Телма, да поставите прашање, да споделите ваше искуство на темата на која што зборуваме, дијабетична ретинопатија, но секако со докторката ќе ги опфатиме и останатите состојби кои што се поврзани со нарушувањето на видот и дијабетесот. Денеска во студиото ни е доктор Билјана Костовска, офталмолог и хирург во Систина офталмологија, значи добре дојдени се вашите прашања. Докторке, лесно ли се дијагностицира болеста? Во нашата Систина офталмологија навистина постојат сите можни дијагностички апарати за да се постави оваа дијагноза. Пациентот она што прво го прави, се одредува видната функција, доколку има диоптрија, се одредува диоптријата на блиско и надалеку и потоа се капат капки за ширење зеници, се мери очниот притисок, секако да е нормален, се капат капки и на широка зеница се прави снимање на така наречена магнетна резонанца на задниот дел од окото или оптичка кохерентна томографија и кај одредени случаи ехографија во зависност од состојбата негова секако. Се гледа на биомикроскоп, се гледа предниот дел на окото и задниот дел на окото. Навистина тој преглед е едноставен, брз и да кажеме вкупно се со разговор би требало некаде 20 до 30 минути. И се добива точен одговор, односно дијагнозата може да се постави врз основа на овој преглед. И каков тип на третман понатаму би продолжил. Ке зборуваме за третманите веднаш по прашањето на гледачот. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до водителката и до докторката. Благодарам. Бев во приватна ординација со дијагноза, значи имам проблем со левото око, мреже се огледам, дијагноза макулопатија ос, катаракта, сеналис, инципиенс ос. Сега да ви ги прочитам ли овие вод ос 90, добро. Терапија да се направи осете, пошто немаше во таа приватна ординација, испитав во друга приватна ординација осете. Со наод во прилог на ПВД, значи ЕРМ со подигнување на цела неуросензорна ретина и цистични простори интерретинално. Ми предложи докторот да ударам некои инекции, меѓутоа не ми гарантира дека ќе само малку подобрување. Тоа бев во 2019 година, а во 2020 на 9 месец го испитав осетето. Така, сега ви интересира што би можеле да направите за да го решите овој проблем. Да го решам, така. И што представува макулопатијата. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Сега ќе добиете одговор од докторката, повелете. Убаво навистина прашање. Оваа мембрана што ја кажува самиот гледач може да се јави кај дијабетичарите, но и независно во склоп на одредена макулопатија може да се јави, како што колегата ја запишал, се нашла на тоа испитување на оцетето дека постои мембрана. Мембрана не се третира со конзервативна терапија, односно со инекции, мембрана се третира со хируршки третман, многу успешно, можам да кажам многу
рутинска операција во нашата установа. Таа мембрана ја влече макулата, затоа се нарекува тоа макулопатија, и прави една дисторзија на видот. Кога гледа во текстот, например телма амбуланта, не може да го прочита, ги гледа прекршени буквите. За да го задржи видот и да не паѓа понатаму видот, би требало да се прати од витроретинален хирург, кој што верувате навистина сме малку во Македонија и навистина кај нас во системна офталмологија комплетно може да се истретира оваа состојба. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Во програма сме? Да, во програма сте, ве слушаме и го очекуваме вашето прашање. Видите, сакаме да се јавим до докторката. Јас ќе ве замолам само да го исклучите тонот на телевизорот, и ве слушам ехо, и да ме следите, да го следите разговорот преку слушалката. Колку што разбрав, сакате да стапите во контакт со докторката, така? Да, да. Добро, начинот претпоставам на кој што може да стапите во контакт со неа. Имате уште некое подпрашање или тоа е се? Имаме прашање некој само и да кажеме. Ајде, повелете. Видите, сакаме да ја слушаме докторката. Јас сум иначе од Македонија, работам во Бугарија, Софија, така да имаме чај кој е за диабет. Јас веќе работам скоро 40 години, само тоа работам. 15 години бев во Грција. Аха. 10 години сум во Софија. И имам чај кој е позитивен за шеќерот. Дете може да го пие од 1 година до 101 година. Така, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Докторке, сте имали искуство, чајвите може да регулираат ниво на шеќер во крвта? Знаете како сите лекови што се парамедицина, секако дека се добре дојдени, меѓутоа пациентот мора да е добро контролиран од ендокринолог и од очен доктор. Ајде сега да проговориме во аспект на тоа зошто е важно диабетичката ретинопатија да се диагностицира во незината рана фаза и што доколку ја откриете кај пациент веќе во напредната форма. Па едноставно кажано, секој пациент кој што доаѓа на време, ќе има можност да го задржи видот и да има добар вид, видна острина и за далеку и за читање. Односно, едноставно кажано, 100% би така пациентите сакаат да им кажуваме. Пациент кој што доаѓа со намалување на видот 10%, 20% видна функција или гледа само движење на рака кај нас доаѓаат, на жалост, во пациенти кои што гледаат само светлина. Многу е тешко на таков пациент, верувате, да му објасните дека што и да правите, можете да помогнете, меѓутоа не можете да го излечите окото и не можете да го подобрите видот заради промените кои што настанале позади. Промените почнуваат од многу мали точкести крварења кои што изгледаат да земете со едно пенкало и да го нацртате таа точка, до многу големи крварења како кругови кои што комплетно го намалуваат видот. Следните промени кои што настануваат, тоа е зголемување на едно ткиво кое што е внатре и буја, едноставно кажано, на тој начин создава лузни и го оштетува функционалното ткиво кое што би требало да биде позади во окото. Се објаснува едноставно да го кажам за да ме разберат гледачите. Тоа се капилари, докторке? Да, тоа се капилари, меѓутоа крвни садови? Крвни садови кои што јас ги кажувам грешни крвни садови затоа што ги немаат сите слоеви во нив и затоа многу лесно прскаат. Значи, толку многу лесно прскаат да пациентот доколку он не го чувствува се додека тие крвни садови бујат, меѓутоа во моментот кој ќе прсне внатре во тој гел, крварењето веќе предизвикува комплетно слепило. Добив знак дека гледач очекува да се вклучи во денешната телма амбуланта. Добар ден за него. Ало, добар ден. Повелете. Сакам да прашам докторката. Бев на преглед кај во една приватна амбуланта тука и ми рекла почнала ретината да се одлепува. Што значи тоа и дали може да се лечи тука кај нас? Ви благодарам за вклучувањето во емисијата. Што значи одлепувањето на ретината? Дали е тоа реверзибилен процес? Доколку навреме се оперира, јас би апелирала пациентите кои што почувствувале симптоми како завеса, светкање јако, како гром, да се јават веднаш во хируршка установа офталмолошка.
Зашто? Колку побрзо се оперира таа аблација на ретина или одлепувањето на ретината, толку ќе биде подобар видот. Одлепување на ретина значи да еден дел од оној внатрешен слој на окото се одлепува, дали е то горе, доле или странично, се одлепува и предизвикува дефект во видното поле. Пациентот се жали, на почеток може да се жали дека гледа громови светки, потоа гледа како точки, што ви кажавте, заматувања, кои што многу се дисперзни и шетаат во видното поле. Дана во по-напредна фаза, веќе после 4-5 дена или една недела, значи збориме за денови, не зборуваме за месеци, пациентот веќе гледа завеса која што буквално паѓа таа завеса. Пациентот веднаш треба да се јави на хирург за хируршка интервенција. На среќа, ние имаме и други амбуланти по градовите каде што би можел да се јави. Може и нашите гледачи више знаат, тоа е Битола, нашата прва тетово гостива Риштип, може да се јава, да ги прегледаат и веднаш да ги упатат кај нас за да бидат на време згрижени. А каков е третманот за диабетичната ретинопатија? Постои ли некаков лек кој што би можел да ја стопира болест? Еве, споменавте дека не може да се врати сосема видот, но да ја запре онаму каде што е. Постојат третмани. Едниот третман е конзервативен, значи со инекции, а вториот третман е хирушки. Или со инекции лазер третман и вториот е хирушкиот третман. Какви се тие инекции? Па Марија, многу интересно прашање. Вчера имав пациентка која што кога дојде внатре, прво рече, јас не сум задоволна, нешто не гледам. Пациентката дојде со изразени промени на лево око, десното око не беа толку изразени. После самиот третман со инекција од 40% доби видна функција 90%, а на другото веднаш, тоа се случува во рок од 2 недели. Верувајте, тоа е рапидно подобрување на видната функција после 2 до 3 недели. А на другото око видот остана 40%. Значи пациентот не се фали дека он гледа, него напротив го гледа на негативното дека другото око не гледа. Кога јас му го сликав зашто тоа око не гледа, затоа што дошол во многу касна фаза и ние се бориме да го задржиме и тој 40%, дури тоаш пациентот свати што сакам јас да кажам. Ние имаме среќа што постојат тие инекции, едноставно кажано, за уништување на крвните садови и крварењата во задниот дел од окото, се нарекуваат анти-ВГФ терапија. Доколку тие не постоја порано, јас пред доста години пациентите кои што сум ги гледала навистина ослепуваа без тој третман. Сега дури пациентот не мора да заврши на оперативен зафат доколку на време се почне со тој третман. Подетелно за анти-ВГФ третманот, веднаш по прашањето на гледачот. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. На линија сум, да. Да, во програма сте, ве слушаме. Сакам да ја прашам докторката, јас немам шеќерна болест, ама имам често прскање на површински капилари во около. Еднаш во едното, повеќе во десново, и сега не ги приметувам тие јас прскања кога се, само некогаш некој ќе ми каже црвено ти е окото или јас во гледало ќе се видам. Последниот пат ми траеше 2 недели, имав пообилно крварење према носот на треснава страна. Така. Што значи тоа? Добро, ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Докторке, опасно е ова по видот? Воопшто не е опасно, изгледа многу загрижувачки, алармантно, пациентите се многу вознемирени, затоа што окото е навистина понекогаш цело крваво и можете да замислите како тоа изгледа, поготово што ги менува боите црвено према темно и виолето, темно црно. Меѓутоа, најчесто се јавува кај пациенти кои што имаат недостиг на одредени витамини, најчесто е витамин С, фрагилни крвни садови, ако се работи за возрастни пациенти, значи не, или кај пациенти кои што повремено качуваат очен притисок и затоа мој совет е да иде редовно да си го мери очниот притисок. Значи, предлагате да се направи проверка на очниот притисок кога вака се повторува прскање на крвните садови. Ги споменавте инекциите кои што може да ја подобрат состојбата кај лицата кои што има диабетична ретинопатија. Што содржат тие инекции? Тие инекции едноставно кажано содржат фактори кои што оневозможуваат раст на крвните садови.
Така се нарекуваат ендотелиер васкулар growth фактор, значи окото е многу интересно, постои свој имунолошки систем и зашто се јавуваат кога во окото постои исхемија, односно недостаток на кислород, се бори на тој начин што создава нови крвни садови. Окото смета дека кој ќе направи нов крвен сад, значи нов пат, ќе доведе некоја нова, ќе направи нова улица каде што ќе може да вози кола. Да, меѓутоа таа улица е многу мека, значи каде можеме да кажеме калдрма, тоа не е прав асфалт, не е јако, не е цемент и тоа многу лесно пука. И затоа тие крвни садови се лекуваат со вакви третмани кои што ги оневозможуваат факторите кои предизвикуваат растење на крвните садови. Антивегеф терапијата на вистина едноставна, многу едноставно се третира пациентот, а многу успешно. Искрено кажано, мислам дека не постои пациент каде што нема успех во тој третман. Единствен момент кој што би бил причина за неуспех, тоа е доколку пациентот се откаже или не дојде навреме за втората или третата инекција. Колку инекции обично се ставаат? Постојат различни протоколи за третман. Ние најчесто го третираме пациентот во зависност од самите промени, во зависност од негова финансиска состојба, значи од повеќе причини, се ставаат 3 до 6 инекции на еден месец, во зависност, пак ќе кажеме, колку е сериозна состојбата. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Тилма амбуланта. Со доктор Билјана Костовска, офталмолог и хирург во Систина офталмологија, денеска зборуваме за проблемите што може дијабетесот да ги направи со видот, односно со здравието на окото. Докторке, имаме гледач на линија, да го вклучиме во програма и да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Лака сега, јас сум диабетичар. Така. Последно време имам многу вртоглавица и десното око не ми гледа и ќе ми замати како унесен да паѓам. Шекерот не ми е многу висок, ама е и диабетичен до 10 кога ми се качува. Така, и сега ве интересира, предпоставувам, дали ова нешто поврзано со видот и со окото и што може да се направи. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. А имате уште нешто да додадете, повелете. Вака, имам вртоглавица кој ќе станам, окото десно никако не ми гледа, ќе ми се замати паметот, се поради очите. Дали това е од шекерот? Добро, ви благодарам за вклучувањето во Тилма амбуланта. Поврзано ли е? Диабетот, како што рековме, е мултисистемско заболување, циркулаторно, ги зафаќа повеќе органи, односно ги зафаќа крвните садови и на тој начин сите други органи. На две причини може да видат кај пациентката. Првата причина е циркулаторна, доколку нема доток на крв во окото заради некои промени во крвните садови во вратот, може да се случува да го губи видот на таа страна и да има вртоглавици. Секое станување да предизвикува таков тип на вртоглавици. Значи тоа се крвни садови кои што се наоѓаат во вратот, кои што најчесто дали се плаки, дали поради зголемени масноти или поврзано диабетот и маснотите предизвикуваат некако за чепчиња кои што го ја пореметуваат циркулацијата и повремено може да се губи видот на едното око. Втората работа е онаа неуропатија која што се јавува кај диабетичарите. Тоа е зафаќање на малите крвни садови на нервот на окото и пациентот најверојатно заради одредени спазми го губи видот на тој дел од окото. Може да се каже дека понекогаш може да биде и катарактата предизвикувач, доколку видот е постојано заматен, па не го чувствува пациентката кога станува, не може да го види убаво креветот, не може убаво да стапне, нема онаа тродимензионално стереоскопски вид, па не може да се ориентира убаво во просторот, може би понекогаш и тоа да предизвикува вртоглавица. На вистина треба еден добар офталмолошки преглед. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве поздравувам и сакам да поставам прашање до докторката. Значи, она
го оперираше мажот ми, Ралевски Перо, можда се сеќава, со аблација. Значи го изгубивме видот на тоа око. Меѓутоа, сега значи се жали дека го губи видот и на другото око. Што би можеле да направите? Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Јас би ја замолила пациентката да дојдат со Ралевски да се прегледаат, затоа што навистина не би можела моментов сега да се сетам зашто се работи. Да. Значи потребен е преглед за да се постави точна дијагноза и да се види што понатаму. Сигурно дека постои некоја сериозна состојба, доколку изгубен видот на едното око, најчесто аблацијата се јава на едно око, меѓутоа поради промени во двете очи, секогаш се третира и другото око со лазер фотокоагулација за да се заштити да не настане аблација и на другото око. Ајде да проговориме за антивегиев лековите, дали има различни типови на овој лек? Во моментот ние во Македонија имаме два типа. Сега се треба уште еден лек да се регистрира, кој што навистина сите лекови верувате се добри, меѓутоа нивниот механизам е различен. Не би зборала сега за механизмите, сепак е тоа нешто што стручно и научно би го објаснувала, меѓутоа постои разлика. Постариот лек е лек на тип на цитостати, кој што се употребува и кај карцином на дебело црево, за разлика од другиот лек кој што е понов и е FDA оправдан, односно регистриран. Америчка академија дозволува на дрога и на храна дозволува да се употребува тој лек во око. И тоа е лек само за око. Значи тоа е разликата. Го намалува растот на туморите, ако не се лажам. Да. Значи тоа е па и туморот расте од крвни садови. Од крвни садови, така истата е некоја слична физиологија. Да. Антивегев терапијата, јас пак би кажала, доколку ја нема, пациентот нема да може да го задржи видот. Не само кај дијабетот, тоа е исто и кај макуларната дегенерација, тоа е лек кој што се употребува кај неколку состојби на задниот сегмент. Доколку некој пациент го прими тој постариот лек и нема ефект, може ли потоа да се даде другиот? Да. Доколку нема ефект, тогаш одиме на другиот лек за пациентот да го има ефектот кој што би требало да го добие. Се случува, многу е ретко, верувате, меѓутоа се случува да нема ефект од едниот лек, па потоа го менуваме. Иако морам да кажам дека денеска имав пациентка која што инсистира да го прима стариот затоа што со новиот лек нема ефект. Затоа реков, различни се механизмите на делување и пациентот навистина самиот може да види дали му е подобро со едниот лек или со другиот лек. Затоа што во зависност од третманот кај него се подобрува видот или останува ист. Уште еден гледач очекува да се вклучи. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма сте. Да го слушнеме прашањето. Добро, јавувам се повод емисијата како шекерната болест влијае на окото. Јас немам шекерна болест, меѓутоа дневниот шекер ми е постојано на високо ниво затоа што многу благо јадам, меѓутоа испитувањата на програмата на инсулинот од панкреасот нели ми е стабилен 5,6, 5,8, значи немам шекерна болест. Меѓутоа редовно од како знам одамна на окото имам слушнав нешто како портали, како мрежести така влијанија кои се метлеат таму овамо, јас сум од источниот дел, нема да ми замерите, нели на дијалектот. Така, значи ви прелетуваат некои како црни точки, како порталчиња во видното поле. Почна со црни точки, меѓутоа после почна како пајакова мрежа, така, и се шири, и тури си ги ми представ се исклучи гледачот, но мислам дека можевте да разберете за отприлика за каков проблем станува збор. Па добро, тоа е најчесто промена во стаклесто тело, не мора секогаш да е причина дијабетот за тие мушички, тие партали кои што летаат позади. Може да биде и миопија, може пациентот да има таму -5 или -6 диоптер, кој што воопшто не го ни приметува. Најчесто стаклестото тело е такво дегенерирано кај тие миопи и да треба да се направи заштитна периферна лазер фотокоагулација за да не настане аблација. Значи сепак е тоа причина да се јави на офталмолог, да се види задниот дел на окото и да се индицира или не лазер фотокоагулација. Значи во ваков случај би можело да се добие некаква тие терапија. партали, Марија, и тие мембрани предизвикуваат тракција, го влечат делот што се нарекува ретина и тоа предизвикува едноставно одлепување.
Ајде да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте? Телма амбуланта. Да, секако, повелете. Го слушаме вашето прашање. Докторката, имам еден проблем со очиве. Така? Така да едново око, левово посебно, во спиење на сабали која ќе станам, затворено, дури не можам да го отворам. Очниот капак? Имам проблем. Молим? Очниот капак не можете да го подигнете? Да, не можем и не можам катаци од оково да ги одлепам фактички. Немам ни бурелка, чисти ми се све. Меѓутоа, во последно време ми се јавија навечер, имавме некој проблем со маш ми, па некој како светлинки навечер. Во темно и како секавица. Од време на време, а дење почна да ми се јавува црни дамчички. Така, како црнки да гледам, така, точки. Во ред, се ви интересира што би можело ова да биде. Ви благодарам за вашето учество во денешната Телма амбуланта. Докторки, што би можело ова да биде? Дали може вака по телефон да процените? Тоа е симптомот кој што јас го кажав на самиот почеток. Првиот симптом за ризичен за аблација е светкавица или гром. Пациентот чувствува некое јако светло кое што доаѓа од една страна, у суштина тоа е местото каде што се наоѓа дупчето, отворот, она атракција каде што може да предизвика аблација. Пациентката мора да се јави на очен доктор, да се расшират зеници и комплетно да се види периферијата дали е се во ред. Сигурно постои некоја промена која што предизвикува таков тип на светкање. Ја би ви поставила уште 2 или 3 прашања поврзани со анти-ВГФ инјекциите. Дали тие се инјектираат во амбулантски услови или мора во болнички? Третманот со анти-ВГФ е сериозен третман и се третираат во хирушка сала, затоа што сепак стерилноста е број 1. Сериозноста е голема, затоа што тој лек го аплицираме директно во око. Треба да има сериозна дезинфекција на окото. Најчесто тоа е со бетадин, докажено научно дека бетадинот, иако е најстар лек, се уште е најдобриот дезинфекцијенс кој што постои. Користиме ние 5 до 10%, значи доста појак процент на бетадин за да може комплетно да се уништат и оние нормални бактерии кои што постојат како флора во окото. Зашто? Затоа што вие кога ќе влезете со таа инјекција го внесувате целиот тој периферен, да кажам, слој внатре во око. Доколку се дезинфицира како што треба, доколку се спреми пациентот како што треба, нема да има никаков проблем. И најчесто немаме ние проблем воспаленијата после компликациите после анти-ВГФ третман се многу исклучително мали, да ги кажам некој 0,1%, скоро и да ги нема. Јас ги работам еве 15 години, можам да кажам дека сум имала 2 воспаленија до сега и една така, да кажам, потешка компликација, меѓутоа во 15 години верувате тоа е многу ретко. А болен е процесот? Се анестезира окото, како изгледа Пациентите се многу вознемирени, сплашени затоа што кога ќе речете дека ставате во око, би се сакав да ве прашам каде се аплицира во окото? Звучи пациентот прво му се мери притисок, шеќер да видиме како е стабилен. Влегува во сала, се облака во мантил, значи калјачи, капа, маска, се што треба. Легнува, се ставаат капке, како што реков, анестетик и бетадин, се чека 5 минути да тоа делува. Потоа користиме еден инструмент наречен блефаростат, да го отвориме окото, да не трепка инстинктивно. Колку и да трепка не е искусни, па не може ништо да направи и да мрда, да кажам. И потоа се мери на некој 3,5 до 4 мм од овој дел што го гледате како зеница према белото, точно на одредено место се боцка, да кажеме, тука е некој дел, ако ги имате представа какви се инсулинските игли и шприцеви, тоа е многу мало, што се вика само 1/3 од иглата влегува во окото, се аплицира, тоа се неколку секунди, не боли,
Доколку пациентот не е вознемирен премногу, нема ни да го осети, верувате. Колку повеќе е ексцитиран, толку повеќе ја чувствува таа болка. Пациентот дури станува и вика, јас не осетив. Значи не е тоа болно. После тоа го чувствува како некоја непријатност, како гребење, може да има некоја мало црвенило, може да е сушено окото, тој бетадин па да го гребе, има непријатност, или па да го чувствува леко како црни дамки кои што шетаат. Тоа е нормално, го чувствува еден ден, потоа го снемува. Дејството, рековме на лекот, е 2 недели. До месец дена. До месец дена. Ајде уште еден гледач да слушнеме. Денеска навистина голем интерес од гледачите. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката и до вас. Ви благодарам. Едно прашање. И јас, докторке, двете очи ги оперирав од катаракта. Меѓутоа, гледам добро, али едното око ви стално солзе. Поготово кога е, да речете, светлина у лево од прозорот, окото ви солзе повеќе. Што треба да преземам на лекар или вие нешто ќе ви кажете? Така, ви благодарам за вашето прашање. Може ли овој проблем да се реши? Дури вака телефонски? Јас на моите возрастни пациенти, како што е гледачката, им кажам, радувате се додека солзи окото. Кога солзи окото е здраво. Солзите над 60-та година се доста намалени, а солзите ги споредуваме со мајчиното млеко. Па кога би разбрале што значи мајчиното млеко за детето, тоа е исто како и солзите за окото. Солзите го исхрануваат очите. Значи не треба да се вознемирува, може да е некоја хиперсензитивност, дали ради светлина, дали самата интервенција, дали може би останало конче од интервенција. Нешто се случува што има хиперсензитивност на тоа око. Ја спомнавте оваа терапија со инекции која што дава резултат. Во кој случај се предлага хируршка интервенција? Хируршката интервенција ја индицираме само кај пациенти кои што имаат навистина комплицирана состојба, големи обемни крварења, големи мембрани кои што треба во текот на хирургијата да се отстранат, да се исечат, да прилегне ретина доколку има тракција на ретина. Навистина е сериозна. Морам да кажам, во одредени случаи се препорачува кај пациенти кои што немаат финанси да се оперира заради тоа што ние работиме преку фондот оваа интервенција и плаќаат многу помалку, па да не за операцијата, така? За витректомија, да. Така, значи таа е покриена од фондот. Се оперира преку фонд. Доколку пациентот, да кажеме, некој посериозен, а нема финанси постојано да се боцка, онда ја препорачуваме витректомијата. Тоа се случува и на европско ниво, верувате, јас бев на состанок во Виена, каде што на вистина постои секаде веќе некоја, да кажам, криза во последниве 5 години, не зборам ја само за оваа година, последните 5 до 10 години, иако таму одредени работи идат преку фонд и таму се обидуваат да скратат во тие финансиски трошоци, да кажам. Зборам за пациенти сепак кои што се оддалеку. Има пациенти, верувате, оддалеч на Делчево или сега некој подалечен град, кои што не можат постојано да патуваат и да се прегледуваат, да се контролираат, кои што немаат можност, нема кој да ги донесе, значи возрастни пациенти едноставно немаат кола како да дојдат, тогаш препорачуваме операција, потоа се оди кај матичниот офталмолог, го пратат и е стабилен во следните, да кажам, година дена, за разлика од пациентот кој што го боцкате, не можете да кажете еднаш доаѓаш и толку прекинува. Така, таму е потребни редовни контроли и следење. Сигурно. Хируршката операција, хируршкиот третман е навистина доста сериозен, се обавува после одредени диагностички методи. Кога ќе ја поставиме, пациентот треба навистина да е спремен, треба да има добра крвна слика, добра хемостаза и добро ЕКГ, значи кардиолошки да е стабилен, за да ја поднесе таа интервенција која трае 45 минути во одредени моменти, во одредени операции дури до 2 часа. Јас минатата нела во петокот имав само 2 интервенции кои што трае по 2 часа. На жалост во Македонија имаме пациенти кои што имаат само едно функционално око, имаат 45 години, имаат сериозни многу промени на очно поради диабетот. Диабетот пациентот еден претходно гледачот рече дека е 10-ката шеќер е многу висока, а и хипогликемијата е многу страшна кај овие пациенти. Доколку паѓа тројка, четворка, хипогликемијата на шеќер прави проблем со окото. Многу голем проблем. Тогаш пациентите крварат.
Во тие моменти. Да, пациентите викаат, мене не ми е многу шеќер од 9, 10, па дури до 12. Па не треба шеќер од 15 за да го направи проблемот. Од диагностицирање на болеста веќе почнуваат тие метаболни промени кај пациентот, не можеме да ги сопреме. А ако па не го регулираме, уште е многу полошо. Значи пациентот и да се боцка, верувајте, секој месец, ако он не го регулира шеќерот, не можеме ние ништо да направиме за да го задржиме ведот. Уште еден гледач очекува вклучување во емисија. Добар ден. Можам ли да прашам? Секако, повелете. Слушай, да прашам докторка, зошто колку е малко нешто е ладно или на вручина, насабале или преко ден, и слузат очите. Зошто ви солзат очите кога надвор има промена на температурата, кога е постудено? Ладно, али порано пред 50 години нон-стоп ми течео и преко тоа, и ладно и вручо ми течеа очи, столбите. Така, што може тоа да биде, која е причината за овој проблем? Ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Докторке, што може да биде причината за ова? Понекогаш може да постои затнување на тие солзни патишта, отвори и каналчиња кои што треба да отиде на офталмолог и да ги со една мала интервенција, сондирање, да се провери дали функционираат нормално, па да се види дали е тоа причината. Дали советувате секој пациент веднаш што добие диагноза диабетес, веднаш да го провери очното дно? Секогаш се советува пациентот кога ќе се диагностицира дека е диабетичар, независно млатиста, да се испрати на офталмолог на рутинска проверка. Во зависност од таа проверка постои протокол, според кој протокол понатаму се прави третманот, односно протоколот. Доколку кај пациентот нема никаква промена, тогаш се гледа еднаш годишно. Доколку се многу мали промените, се гледа на 6 месеци, а доколку постои сериозна промена, тогаш се размислува на одреден третман. Значи, во зависност од неговата состојба, која ќе се види на офталмолог, понатаму се прави протоколот на колку време би се контролирала неговата состојба на очите. Дали кај децата се јавуваат вакви промени кај очите, кај оние кои што имаат диабетес тип 1? На жалост, Марија, да, тоа е една посебна патологија која што навистина е тешка и сензитивна, многу е тешко да видите вие дете. Во нашата држава, која што има некои 11-10 години, а веќе се бори 5 години со шеќер. Може да видевте и сега имаше едно дете кој кажува како излага надвор и пред да јаде се јавува на мајка му да праша, јас имам толку и толку единици, колку да ставам, толку ми е шеќерот, колку да ставам. Сега постојат насреќени апаратчиња кои што ги носат цело време со нив и им го контролираат шеќерот и на тој начин знаат колку единици на инсулин да стават за да може да јадат. Многу е тешко, верувајте, деца да се прегледуваат. Јас со принцип ретко прегледувам такви деца затоа што колку и да не сакате, вие како доктор се поврзувате. Ние се поврзуваме со возрастните, не можете да не се поврзете затоа што се често на прегледи, сакаат совет, понекогаш приватно ќе ви кажат што им се случува, какви меѓутоа децата се посебни. Ве разбирам сосема. Уште еден гледач очекува да постави прашање во денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Ало. Да, ве слушаме, повелете. Добар ден. Јас немам шеќерна болест. Имам 74 години. Така. Имав прво катаракта на десното око. По 2 години добив аблација на ретината. И во тоа време, тоа беше пред 20 години, не можеше во Македонија, ми рекоа или во Софија или во Белград. Во Белград бев, по 6 месеци реаблација на ретината, па неуспешна, па со силиконско улје, па да се извади улјето и тоа око веќе не гледа долго време. Меѓутоа, зошто сега имам болки на тоа око, особено напор, тоа око што не гледа, тоа ме боли. А притисок ми рекоа 4 на едното 5. Ја не знам дали тоа е нормално или како. Важно, капки да ставам за притисок и толку. Дали треба да ги ставам тие капки, бидејќи ставам веќе повеќе од месец, апсолутно никаква нема реакција. Кога е напор, окото си боли, кога нема напор, кога мижам не боли, само кога, например, напор, тоа око што не боли, мислам што не гледа, тоа ве боли. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Повелете. Тука би се задржала на оној првиот дел кога рече гледачката дека и покрај тоа што била оперирана,
не гледала, па се случило реаблација и тоа око не гледа. Ние како доктори мора да бидеме искрени и реални во состојбата на окото кај пациентот и да му кажеме реално точно што се случува и дали може да се помогне. Во одредени случаи може да се случи реаблација, во одредени случаи може да се случи повторно крварење. Колку и да сакаме ние некои работи да ги промениме, некогаш не сме моќни да го направиме она што би било, да кажам, не најдобро она што го посакува пациентот, затоа што реалноста на окото, сериозноста на болеста не дозволува да пациентот има такво подобрување на видот. И каде да се оперирате можна е реаблација. Значи, јас имав пациентка која што не беше задоволна од мојата операција, отиде во Белгија и таму доби реаблација. Значи, едноставно ретината и задниот дел на окото се толку сериозни и фрагилни да постои можност секогаш кај аблација да се случи некоја реаблација. Она што го кажа како болка, тоа е најчесто причина силиконот. Кога стои силиконот во окото, дава една тежина кај мал дел од пациентите, тоа не е кај сите, али кај одредени пациенти кои чувствуваат како некој тип на тежина. Доктор, ќе ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, за опширното појаснување на целата проблематика поврзана со дијабетесот и здравјето на окото, пред се со онаа болест која што е прилично комплицирана, дијабетична ретинопатија. Сосема накратко, каква е прогнозата кај пациентите кога ќе дијагностицирате? Сето тоа зависи од степенот, односно дали е рана дијагнозата или доцна? Реков, Марија, треба да сме реални. Доколку е рана и доколку постои можност за третман, ние ќе направиме се да пациентите гледаат. И во случај да не може да гледаат, се прават третмани за пациентот да нема болка и да не се чувствува лошо. Ви благодарам уште една за гостувањето, почитувани доктор Билјана Костовска, офталмолог, хирург во систина офталмологија, беше нашата денешна гостинка во студиото на Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Гледајте не секој работен ден во 13, односно во 12:45 на телевизија Телма, кога заедно учиме за здравјето. До гледање.